Во Кочанско-виничкиот крај странските инвестиции стануваат реалност. Во Кочани две компании, Амфенол и Антура, отворија своји фабрики во кои вработија 300 нови работници со тенденција нивниот број да биде зголемен. Во Виница, во тамошната индустријска зона, 11 парцели се веќе продадени на странски инвеститори. Последната најава на холандска компанија, која ќе отвори фабрика во Виница со нови 50 вработувања, беше повод за разговор со градоначалникот на Кочани, Радко Димитровски. Овој регион на истокот ме радува мене што еве се отвори и нашата влада, благодарение на нашите укажувања, поведе малку повеќе грижа, повеќе внимание за доведување нови странски инвеститори. Тука има влијание и тоа што се отпочна со инфраструктурата, со градењето на автопатот Штип-Скопје и експресниот пат Штип-Кочани, така да еве ги гледаме инвестициите во Кочани и во Виница и отварањето на индустријската зона во Виница, која што ќе биде и за Кочани и за Виница. Ова најава на ова инвестиција е само една од многуте кои што ги имаме, меѓутоа ние внимателно разговараме со сите и внимателно се однесуваме заради тоа што тешко, комплицирано е да убедиме, еве денеска имаме некои хрватски потенцијални инвеститори кои што сакаат во Кочани да инвестираат. Меѓутоа внимателно со сите се однесуваме и ги објавуваме дури откако ќе се завршат разговорите, односно откако ќе се потпишат договорите и ќе се добие согласност од нив за објавување на овие инвестиции. Се на се имаме еден позитивен тренд за доаѓање на странски инвеститори и во Кочани и во тесниот регион околу Кочани. Влегувањето на странски инвеститори во Кочани, како што истакнува Димитровски, општината го прави внимателно и предпазливо, се со цел да инвестираат вистински инвеститори кои сакаат проширување на нивната дејност и капитал во услови што ги нуди општината и државата.